на ВМРО, на СДС, на ДУИ, на ВЛЕН и на целиот овој циркус на партии кој го имаме сега, им одговара поделен политички плен на два блока. Прво затоа што се неспособни политичари, затоа што се глупи просто, затоа што се неспособни, глупи криминогени, глупи просто политичари. Они не можат да понудат опсежна политичка стратегија, опсежна политичка платформа. Во МЕПСО се давале пари за не знам какви донации и така натаму. Бидејќи имаат насока, нели се од партија, управниот одбор да бара да чепка таму кој што правил претходно и кај се трошеле пари, нели? И се вади текст. МЕПСО давал донации за не знам, за еден куп глупости, за спортски активности, донирал на спортски клубови, донирал у Идризово и така натаму. Меѓутоа забораваат, нели да кажат, кој ги подпишал одлуките да се доделат тие пари. Подписите ги има ставено Орхан Муртезани, сегашниот министер за европски Ричард Гир. Ричард Гир. Он ги има ставено, ама они забораваат веројатно лудилото или не проверуваат или не знам политички се недоквакани. Дека он беше директор, да. Да, и Орхан Муртезани си го ставаат во Гениално. Значи, Орхан Муртезани после она со Панче. Која порака му испраќаат? Единствена порака што знае ВМРО да испрати е преку СМС. Друго не знаат да испратат. Политичка порака да знаат да испратат, ќе испратија на време. Затоа јас тоа ви велам. Значи сите овие резултати ние како сме поставени во оваа ситуација, не само што ја водиме опозицијата во парламентот, морам исто да искоментирам така наречениот лидер на опозицијата доктор Филипче го нема во собрание. Значи ги нема во собрание, ги нема Али Ахмети, Зијадин Села и Филипче. Тоа се лидерите на опозицијата во Македонија. Така да опозицијата практично собраниски ја води левица. Добро, ама сакале или не, картите се такви и вие морате на некој начин да соработувате како опозиција. Ама ние соработувавме со ВМРО кога беше тоа потребно за државата, протести правевме заедно. Мнозинство правевме заедно. Ја гледам уште од прв ден. Ова ви е втора грешка. Која грешка? Првата ви беше го трнавте Груевски, го ставивте Заев. Заев, сега го трнавме. Втората грешка го трнавте Заев, го ставивте Мицко. Мицко го ставивме. Да, сега нема смисла, нема смисла. У парламентот може би ја водите опозицијата. Во јавноста ние ја водиме опозицијата. Да, тоа е дефинитивно. Дури и втора работа, мора да се согласам со Наталија. Претпоставувам дека ќе се согласи и барем нашите гледачи ќе се согласат. Ние гледаме во моментов власт која што го занимава народов со кулахопките на бисера, со мечињата и со топките. Пресови прават као опозиција да се Левков држи имаме, пресови. Дајте го таа сликата од собрание, од телефон. Држат пресови како да се опозиција. Гениално. Не иде да ја апсат. Не, туку пресови, тоа е. Не е кривична пријава, затоа што они знаат дека немаат основа за кривична. Они знаат дека немаат основа за гонење од проста причина што они како што имаат евиденцијата дека она купила мече или чорапи, они ја имаат евиденцијата дека она ги вратила парите или си вратила буџет. Они ја имаат и таа евиденција бидејќи Бисерем ги извади тие документи, така? Да. Ама мислам види. Еве да ги прашам и гледачи, ја не знам од тие што гласаа за ВМРО ДПМН, гласаа за да видат кој купувал гаќи или гласа за да ја оправат држава, да го вратат името, да го преговараат овој договорот со Бугарија, да ја стабилизираат економијата и така. Легитимно е ти да правиш дефокус како дел од политичката борба, ама Македонија, оние најдоа во таква урнисана состојба. Овој народ веќе нема толеранција ниту време да чека партиите да продолжат бизнес as usual со политички дефокуси. Која урниса 30 години? Ја урниса 30 години едните те исти. Тоа е. И сега ние требаше да очекуваме дека ќе ја решат работата и што го Нема. Тоа не може апсолутно. Не. Што ми беше клучното прашање? Дали сите се сега лидери на Еве овдека на поракава што пишува? Ова е од седница на кога се формираше влада.
Еве, на пораката пишува вака. Ја помислам и ја пушти. Пораката пишува ондека е Мице, демек Никола Мицевски. Мице им пушта пораки. Нашите треба да се однесуваат опозицијски, да делуваат опозицијски. Ова е заговорите на кога се бираше влада. Дајте го зумирано ова. Да. Како да се однесуваат опозицијски? Кажувајте дека во буџетот има голема дупка. Дајте ја зумирано. И сега функционираат така. Да, апсолутно, не функционира. Ето. Апсолутно не функционира. Тоа е уште И цареви. Цареви. значи оние водат опозицијата собрание, не ви. Значи ВМРО. Да. Да. Види, ова е циркус. Циркус, Ова е апсолутно. циркус. Ова е циркус и тоа скапо платен циркус, затоа што вие зимаат као пратеници 1000 евра. Така е. Зимате и вие, Така е. што ќе понудите на народот од позиција на пратеници? Еве, борбата е, не знам, сега вие првата борба ви е оваа интерпелација. Сакали или не, значи цело време те водам на тој момент, затоа што тоа го зборев ми првиот пат кога стана пратеник, кога дојде кај нас во емисија. Значи вие картите се така поставени да вие морате да соработувате и со СДСМ и со ДУИ. Може би не ви е на вас мило, исто кој што не ви беше од опозиција мило да соработувате со ВМРО. Но ако сакате нешто да направите собрание, тамо работат бројките. Соработуваат со никого, они можат да влезат со димни бомби, например, во собрание, и така. Можат, ама тамо работат бројките. Ако сака да се донесе некакво закон, Ама за зашто ние не очекуваме, ја искрено еве имаме пратеник од левица. Значи ја не очекувам дека левица треба да соработува ни со СДС, ни со ВМРО, ни со ДУИ, ни со Влен, ни со Максим. Ја очекувам дека левица треба да соработува со народот. Апсолутно, нема брати, зашто тоа е да соработува со било кого и зашто кои бројки нив ќе им дадат некаква дополнителна политичка големина, да речем. Нив треба Да, нив башка- бројки, башка- нив им треба да покажат дека до овде му е дојде на народот, да влезат унатре буквално како Курти у Косово. Со димни бомби, со шок бомби, со запалена гума, дека сакаат да дестабилизираат државата. Ама ако веќе ја Апсолутно. дестабилизираме, нема проблем. Нема проблем. Не, и плюс Ако е стварно имаме дестабилизација тоа што ќе се протестира против него затоа што е неспособен и ни збори за мечиња на бисера, а не го решава преспанскиот договор, бугарскиот договор, Европска унија, економија и така натаму, и затоа што донесе од дуј на квадрат, онда тоа не е дестабилизација друга. Ти не си толку битен да те дестабилизираме тебе. Ами Ти си само човек што лажел и ќе ти протестираме. Ќе те буткаме од власт, тоа не е дестабилизација. Он сака тоа најавата за протести, најавата за незадоволството на наставници, професори, земјоделци, ти реков ми рече, таа најава дека се незадоволни ќе излагаат на што реков и он сака да од сега да ја стави наратив дека е оби за дестабилизација. Жити мајка. и генерално работата е дека и СДС да ја поднесеш оваа интерпелација ние ќе ја поддржавме. Дуи немаше да ја поддржи затоа што дуи концептот на албанец спикер е побитно од било што друго да се Не ја задржи. поддржува дуи ова Не, интерпелација. нема да ја поддржи. Дуи, тоа е целата работа. Кој Каква соработка? Дуи Дуи ќе поддржи јавно кажа дека ќе поддржат. не кажа дека нема да гласаат. Они кажа дека ќе поддржат иницијативата. Дуи Блерин Беџет излезе и кажа дека нема да Кој е гласаат. Блерин, кој праше Блерин? Па Блерин Беџет е координатор на нивната претеничка група. Ќе го рекоординираат, ќе го репрограмираат. Целиот муабет ми е дека ова се моменти каде што е природно да се гласа на иста страна. Значи природно е да се гласа понекогаш заедно, ама нашата борба не е само на пример сега за интерпелацијата. Нашата борба беше кога се случуваа пожарите, ние поднесовме законско решение да не може да се гради на тоа опожарено земјиште во рок од 50 години после настанот. Тоа владеачкото мнозинство го изгласа да се тргне од дневен ред. Значи, тоа е нашата опозицијска борба. Нашата опозицијска борба е да останеме искрени на позициите кои до сега ги гаиме и кои се во директна корелација со јавниот интерес на овој напатен народ и на оваа неверојатна ситуација која ни се случува. И тоа е тоа. И позиционирани сме, едноставно и ние имаме диаметрални концепти, затоа што кога се спомнува соработка, долгорочно ние не можеме да соработуваме ни со ВМРО, ни со СДС, ни со другиве партии, затоа што стварно имаме диаметрални концепти за како треба да се води државата. Ние имаме унитарен концепт, други партии имаат бинационален концепт. Ние имаме еден економски концепт каде што треба
тие што заработуваат да ја сносат одговорноста, а не тие на чии грб се заработува. малце сега. Другите имаат друг концепт и многу тешко. Бинационалниот концепт во оваа држава во моментов го носи, не во моментов очигледно и претходно, носители на бинационален концепт во државата биле тие што сега се влен. Ама Не и биле дуи апсолутно не, дуи се... Чекај, маца застани, маца. Не, Чекај, дуи Амар. сега нудат модели по Амар, ај вака сега да видам. Северна Ирска и Белгија, не. Дозволи ми тие вака си сега да ти кажам. Тие си се посебна Дозволи ми сега категорија. вака да ти кажам. Албанска академија за науки и уметности. Кој го понуди? Добро, тоа влена, ама тоа е трка Не, едноставно. чекај, Тоа е не, тоа трка, ама не, они и го дуи се спроведува. апсолутно Денеска го не. имаме заменик Да. министерот на Министерство за образование и наука кој што вика академијата, Албанската академија на науки и уметности веќе функционира. Заменик министер за образование и наука. Ама тоа е мојот муабет, тоа се, ама и дуи и влен се не само федералистички партии, во крајно и Ајде, сесионистички се партии. сесионистички, Значи, се согласувам со тебе. Кој од нив спровел таква идеја до сега? Не, Кој? нема страшни идеи, мислам, Кој? нема страшни идеи. Дури од времето на Груевски мечка Добро, со две они јазичноста користеле, па јас се понатаму. согласувам, дуи може би користеле на наратив, на митинзи и на политички обраќања. Не, користеле. има формално низ да кажем една форма. политичкиот систем, Добро, едноставно која е има таа? интервенции, Која? значи од рамковниот Низ договор пример. сите Парамковниот договор не беше дуи, добро беше мислам сега. ВМРО не, ДПМН, СДСМ, чекај, ВМРО ДПМН, СДСМ и УЧК. Не, посебно значи да не бегаме од тоа што стварно се случува. Јас како пратеник во Македонското собрание Не се бегаме. сеќам како да сум пратеник во Белгиското собрание. Значи ние комуницираме прво на два јазици напоредно, дебатираме на два јазици напоредно. Тоа е една одлика на Бинационална држава. национална држава, значи да не се лажеме. Комисија за односи меѓу заедниците, Сега без која кој што е- не функционира собранието. Сега Што ти е де факто долен дом на собрание. и ова со ДУИ комисијата што ја договори со Мицковски, да. со Мицковски и тоа е многу интересно затоа што практично веќе постои такво нешто, тоа е комитетот за соработка, мислам нешто помеѓу заедниците, ама сега се формализира вака уствари инструментот балансерен из собраниска комисија која е еден дел Кој што од ќе има уште поголема легитимност тогаш, затоа што сега ќе има и И комисија. тоа ми е мене целиот муабет. На ВМРО, на СДС, на ДУИ, на ВЛЕН и на целиот овој циркус на партии кој го имаме сега, им одговара поделен политички плен на два блока. Прво затоа што се неспособни политичари, затоа што се глупи просто, затоа што се неспособни, се. глупи криминогени, глупи просто налагај, нема друга политичари. дефиниција, глупи. Они не можат да понудат опсежна политичка стратегија, опсежна политичка платформа, далекусежна за идните генерации, Не, како за што значи тоа не постои кај овие партии и на нив најлесно им е да се поделиме на два политички Чекаме, блока. Пратеничка, мислам дека во моментов пратеничка е онаа со фарманата коса од Советна градска. Емилија, да, Емилија. И знаеш што ќе биде тоа? Налагаш ти понаву други дефиниции? Да, Тоа си кажаме, апсолутно. се Знаеш кажаме. како ќе биде тоа? Глупи. Имаш албански блок каде што овие албанскиве партии до сега не понудиле ништо политичко, човече, нешто суштински, нешто да е республика, да се однесува на јавниот интерес, значи они не нудат таква платформа, Не, нудат бе, стриктно етничка мечето на платформа, да, стриктно етничка платформа и сега на пример они ќе си го тераат тоа у македонскиот блок ВМРО само што се вика ВМРО по инерција Да, да. ќе си го држи своето и што е СДСМ од целата прича, која ќе им дојде преку глава на македонците од ВМРО, еве сме ние. И озбилно на тоа ни се сведува политичкиот систем. И како да имаш соработка кога ние стварно како нова генерација политичка луѓе, ние сме родени во оваа држава, јас не сум го видел распадот на Југославија, не сум ги видел тие превирања кога Лјупчо Ѓоргиевски нудел федерација со Грција, Бугарија и кога дебатирале И тоа со можеби не Гордана биде идеја. Силјановска, јас тоа не го памтам. Значи дебатите помеѓу Гордана Силјановска и Лјупчо 91, али го памтам времето на Груевски, го памтам залезот на Бранко Цренковски, го памтам Заев, го памтам Таче, сега го памтам Мицко. Значи за мене ова е политиката. И едноставно ова мора да се менува од корен. Една таква насока е едноставно враќање на унитарниот карактер на државата и се понатаму што. Добро, ама ние си го И ова е еден чекор утре, не утре устари за 5 дена. Да, ако ја изгласам интерпелацијата, ова ќе биде позитивен чекор не само за левица, ова ќе биде позитивен чекор за државата, ама ВМРО нема ниту храброст, ниту волја да го направи тоа, затоа што на ВМРО најбитни му се парите. Тоа е. Како беше, какви политичари имаме?
Глупи. Глупи, Тоа е тоа, глупи тоа. политичари. Знаеш што е проблемот? Што се наметнува? Ние говоревме и пред изборите дека во јавноста во суштина влада една апатија. Имаш 50% од луѓето кои што редовно гласаат на избори, имаш голем број на гласачко тело до кој што не можеш никако ни да допреш затоа што им е преку глава. Апсолутно. И сега што се случува? Ние зборевме и тогаш дека апатијата во суштина ја создаваат и ВМРО и СДСМ, менувајќи се една со друга и во суштина не менувајќи ништо на подобро во државата. Како еве левица ќе се обиде да го извади македонскиот народ од една таква ситуација во која што граѓаните викаат мене ми е сеедно дали ќе гласам или не. Сега е ВМРО, за 5-6 години ќе дојде СДСМ, не е битно за колку. Колку му даде ти на ВМРО, брат. Не е битно за колку. Не е битно за колку. Не, те разбирам, Ќе апсолутно. дојде СДСМ и зашто јас да издегувам? Како ќе се борите со тој момент? Затоа што ние сме буквално во трка со времето, сме го разговарали и ова. Трката со времето е дали ќе остане некој човек у оваа држава да живи и да гласа у наредниве 10-20 години. Апсолутно. Се додека постојат причини за борба, прво треба да се бориме. Тоа е едната работа. Втората работа треба да ја сватиме дека исходот на борбата зависи од нашата инволвираност во борбата и на кои одлуки ќе се одлучиме, затоа што победата не е неминовна. Победата против идејно можеби е неминовна, нашите идеи можеби се, не знам, подобри, поздрави, не зборам за нашите генерално кога поаѓаме од нели од сопствена гледна точка или на народот на Македонија од точката на општото добро. Значи, иако нашите идеи се поблагородни или подобри генерално, има една друга реалност каде што воопшто ќе не нема. Значи, нас како држава стварно може да не нема. Тоа треба да го... Збориме дека ќе нема народ овде.